Предстои една од потешките години за јонако ослабнатото македонско стопанство. Се уште присутните последици од короната, хаосот со промената на документите, како и престојните избори, се само дел од факторите кои сигурно ќе имаат дополнително негативно влијание врз домашната економија, прогнозираат пелагониските стопанственици. Во секој случај ова година ќе биде предизвик за целото стопанство, затоа што знаете дека кога е изборна година, стопанството малце затајува, односно е во стендбај позиција додека не се разрешат политичките услови во државата. Со отпочнувањето на короната ја знаев дека идат години на криза. Знаете дека тоа е домино систем, ниједна криза не останува сама по себе, секоја провлекува наредна и наредна. Нажалост сме во предворието на една од најтешките години, можеби во постоењето на овој век, во делот поготово на креирањето на додатната вредност на капитализмот. Од друга страна, со оглед на фактот што пелагонискиот регион е втор после Скопскиот во учеството на бруто домашниот производ со над 11%, пелагониските бизнисмени пак ја актуализираат и децениската рак-рана од очајната патна инфраструктура. Пребавната изградба на ветените патишта за ова слепо црево, велат, ги чини прескапо, дури и до неиздржливост. Нова изборна година ќе биде малку тешка година во делот на работењето на компаниите, во делот кога соработуваат со оние компании кои соработуваат со државата. Оние заклучоци кои ги донесовме на форумот и оние потреби кои ги има стопанството, ќе пробаме во овој предизборен период да ги доставиме до политичките партии, да ги инкорпорираат во нивните програми и да овој пелагониски регион кој е најголем по допринос во бруто домашниот производ после Скопскиот регион, сметаме дека подобро ќе се развива. Се надеваме на брза реализација на експресниот пат, се надеваме исто така да отпочне и реализацијата на автопатот, но тие се работи кои не се во наш домен. Пелагониските стопанственици сметаат дека ако државата им ги реши проблемите со патната инфраструктура, овој регион пак ќе може да се врати на старите златни патеки, кога неговото учество во бруто домашниот производ било дури и над 17%.